Бајги. Добро вечер, Струмица, добро вечер, вредни луѓе. Дојдовме вечерва да ве ослободиме од рекетот, се разбира. Добро вечер, господин Груевски. Морам да ви кажам дека одлично ја водите оваа кампања. Секогаш внимателно ве слушам како се мачите да ги објаснувате веселите математики на Заев околу враќањето на ДДВ, колку промашил, не биле 500 евра, не биле вака, не биле така. Господине Груевски, не се мачете. Од математички операции Зоран Заев знае само земање, собирање. Кога се учело делење, не бил на часови. Ако делел, не би имал капитал 40 милиони евра. Дојде во Карпош да прави митингче. Вика митингче, оти имаше 300 луѓе. Со чадорциња покиснати. Се имаше, ама карпошани немаше и си помина како бос по трња. И што ке ни кажел дека господинот Груевски и јас сме биле бандити. А бре, како бандити, ние ли сме сликани како бараме пари, или ти? Ние ли ги пракавме тие пари кај Бате Вице, или ти ги пракаше? Ние ли дававме тендери и на Бате, и на Чиче, и на Вујче, и на тетка, и на стрина? Ја не знам дали има дома и некој маче и него некој тендер да му дадат. На све живо. Кажа све, ама на клучното прашање и натаму не одговори. Ми бараше ли мене пари или не? Како тоа ние бандити, не ти од мене, односно не ја од тебе, ти од мене ми бараше пари. А и натаму гледате, повеќе од година и пол го прозивам и ќути не кажува ништо. Како дете кој ќе направи некоја белја. Знаете ли зашто не реагира? Па не може да се сети, не знае кому све и зашто све барал мито. Јас знам дека он многу го сака оној квизот Милионер, а таму има една рубрика 50-50, таа е за совицата, нели? А она другата има помоч од пријателја. Па затоа јас сакам да му помогнам, да го подсетам зошто ми бараше 250.000 евра. Во Струмица и Струмичкиот регион тендерот за управување со цврстиот отпад го доби австриската фирма ASA International. Јас бев нејзин консултант. Од мене побара 250.000 евра. Му кажав дека тоа не е можно, таа е голема фирма, нема теоретска шанса такви работи. Следниот пат дојде и ми даде ливче, на кое си пишуеше 50.000 евра за изградба на црквата, 50.000 евра за спортот во Струмица, 50.000 евра за културата и 100.000 евра за него лично, оти ромите го ја деле секој сабајле. Инаку тој не ги рече роми, другачи ги вика, јас не можам тој збор да го потребам. И сега ке ми каже дека често ги добивал изборите, зашто му требале парите? За да купува ромски души, ромски гласови овде. И замислете, ни срам, ни перде зборува за корупција, не нарекува бандити. И пазете добро, немало во Македонија да има федерализација, зашто он ке каже нешто, па после прави спотови, троши пари, за да се вади како минус пред заграда. Сега најново е, нема федерализација, ама ке имало конфискација. Супер, ама овој пат, еве пред овој собир, да не биде маш рекол, маш одрекол. Конфискација. После 11 декември, штом бара конфискација и ке ја види конфискацијата како изгледа. Нема љутиш, нема плачење, нема политички реваншизми. Ти си тој што протежираш конфискација. За да видиме како го правеше својот имот. За да видиме кого ти ке прозиваш, кого ти во оваа држава ке нарекуваш криминалци. На кого ти овде ке покажуваш со прс. Почитувани пријатели, во таа нивна изборна кампања гледате све од црно по црно. Што му сервираше на македонскиот народ? Дека тој е виновен за се што се случува на Балканот. Дека не може другите да бидат криви, а само ние да бидеме во право. Па има ли некој
по-лошо што кажал за нас македонците. Ни најголемите националисти од соседството тоа не го кажаа. Па гледате ли што збори околу федерализација, околу двојазичност? Јавно да го прашам овде во Струмица, која е веројатноста да еден албанец побаре било каква услуга во Пекчево, во Делчево, во Берово? Еден према колку милиони? Па има ли логика да ги вознемируваш луѓето за нешто што не носи корист ниту на албанците, а уште помалку на македонците? Па има ли логика нешто да правиш со што луѓето им внесуваш само немир во душата? И така тие во Источна Македонија живеат во тешка состојба, уште само ти им фалеше со ваквите твои предлози. Ете, тоа е СДСМ. Ни надеж на луѓето не им дава. Барем надеж во оваа изборна кампања. Им ги гледате ли спотовите какви се? Од црни и поцрни. А како нема да бидат црни? Кој им е духовен водач? Оној Владимир Милчин. Па на тој човек некогаш во живот сте му видели ли осмех на лицето? Сте му видели ли зап како му изгледа на тој човек? Па цел живот намуртен, цел живот црнина, како гроб и тоа од задна страна да гледаш. Му напиша сценарио. Мислеше дека ќе биде голем војсководач, ќе ја предводел Балканската пролет. Прво ќе си одел Груевски, па не знам ќе си одел Джукановиќ, па Вучиќ, Додик, како се викаше, Бојко Борисов, Виктор Орбан и така натаму, Сипрас во Грција, он ќе бил прв, почетокот ќе бил. Му го напишаат сценариото во канцелариите на странските агентури, на нашите душмани. Му дадоа паричка, му направија добро сценарио и го избраа актерот, глумецот. Ама ке простат, тој филм овде во Македонија нема да го гледаат. Ние имаме своја. Има нешто што не се продава. Не се продава достоинството. Не се продава историјата. Не се продаваат жртвите и коските на жртвите. Не се продава иднината на нашите деца. Тоа нема да се продаде и ке видите на 11 дека ние овде во Македонија имаме своја. Умре времето кога за Македонија одлучувавте во Букуреш и во Париз. Овде на 11 декември ќе се одлучи во Македонија кој ќе ја води Република Македонија. И ние, оваа генерација, наша задача е да си одбраниме Република Македонија. Државата е направена, функционираат институциите. Пред скоро месец дена овде на нашиот председател, господинот Милковски, имаше опит да му се запали неговото возило. И пазете болните умови што смислија како одговор, дека сам си пробал да си го пали возилото за да предизвика медиумска, да биде медиумски атрактивен. И замислете, овде имаат поставено свој партиски началник на полиција. До ден денеска не го најдоа сторителот. Па замислете ги овие неспособни, заедно со она Министерчето за внатрешни работи, ако беа случајно министри, кога беше Диво Населје, тие од Диво Населје и денеска ќе седеа тамо и ќе ни испорачува политички барања. Јас не зборам на памет. Се сеќавате на Агим Красничи, повеќе од 5 месеца го молеа. Претеше дека ќе го гаѓа Скопје со 80 милиметарски минофрлачи. Одеа го молеа, се сеќавате го внесуваа од задната страна на судот да дава искази и така натаму, што не пробаат да го доброволат. Овде некој виде како функционираат македонските институции, тие што они ги подценуваат. И македонските институции си покажаа како треба да се действува против оние кои што решиле овде во Македонија да ни роварат. Најголемото зло што можеше да и се случи на Република Македонија е Зоран Заев. Повеќе од очигледно дека тој за ова не е способен. Го искористија како марионета. Се обидоа преку него да ни воспостават квислишка власт. Но ние, како граѓани и како политичари, имаме во врска него да го дезавуираме, да го разобличиме, да извадиме што е што и да биде се чисто, за да граѓаните знаат што треба да направат на 11 декември. Сите ние ќе кажеме да за унитарна, единствена Република Македонија. Сите ние ќе кажеме
за зачувување на нашиот суверенитет и интегритет. Сите ние ќе кажеме да за македонскиот јазик и култура и сите ние ќе кажеме да на 11 декември за коалицијата за подобра Македонија и за бројот 1 кој што го предводи Никола Груевски. Да излеземе масовно, уште во 14 часот да им стане јасно што се случува, да нема дилеми дали ќе се формира или нема да се формира влада, за да можеме, почитувани пријатели, да продолжиме да го работиме она што сме го започнале, но во исто време да отпочнеме со она што е планирано во оваа 500 страни голема програма која значи подобар живот за граѓаните на Република Македонија. И бидете убедени, Република Македонија 2020 година ќе биде сосема држава под водство на оваа коалиција. Да сте живи и здрави, да е вековита Република Македонија и Струмица да се ослободи од рекетарот. Почитувани сопартици, драг мој македонски народе, почитуван председателе на ВМРО ДПМН, велат за убаво и зарно, за свадби и за крштевки, за победи се бара изим. Вечерва, председателе, го бараме изимот на 5 струмички студенти кои погинаа овдека од удба во 1951 година, само затоа што пуштија неколку летоци на кои пишуваше да живее ВМРО, да живее независна Македонија. Ете, председателе, дојдете овдека, оти вашето второ име е Победуваме. Го поканувам лидерот на ВМРО ДПМН,